Почитувани гледачи, добар ден и добродојдовте во уште едно издание на емисијата Неделно попладне на програмата на ТВ канал од ВИС, емисија која и денес има за задача вашето убаво неделно расположение да го направи уште поубаво. А јас гарантирам дека ќе биде убаво заради тоа што имам прекрасен гостин, мој стар добар пријател, многу пати гостин на програмата на ТВ канал од ВИС и секогаш гостин со повод. Погодувате, нели, го препознавате професор доктор Методи Чепреганов. Господин Чепреганов, добар ден и добре дојдовте на програмата на ТВ канал од ВИС. Добар ден, благодарам за поканата и поздрав на сите мои драги пријатели во убавата и прекрасна струница. Така. И денес имаме повод, а повод се вашите три најнови книги, со кои дојдовте до бројката 39, ако не се лажам. Најголемиот број од тие книги се промовирани токму на програмата. Сите. Скоро сите? Не скоро сите, ма сите. Така. Скоро сите би било неправилно ако кажеме, мислам дека нема книга која што не е промовирана тука. Така. Значи, сме направиле преку 40 емисии, бидејќи некои од тие емисии биле и надвор од промовирање на книги ваши, сме зборували и на други теми, но сме зборували и за она што е второто јас на Методи Чепреганов. Се надевам дека ќе направиме повторно некаква слична емисија. Но, едно од тие три книги, која денес ќе ја промовираме во нашава емисија, е оваа книга. Изгледа импресивно. Се вика Симптоматски епилепсии. Автор е Методи Чепреганов, заедно со Жан-Луи Дитман од Франција, познат и признат невролог, ваш добар пријател и соработник, а тука е и Со кого Татјана. напишавме 21 монографија. Заеднички. Заеднички. И тука е Татјана Чепреганова Чанговска. ЕПП, Да. замушена реченица, од кои се 5 на француски јазик, една е на бугарски, другите се на македонски, 21 и при еден така приватен разговор ми вика Методи, nous sommes une curiosité et rareté dans le monde. Ајде, Ние сме, преведете се преведам. Методи вика, ние сме куриозитет и раритет, реткост во светот. Така. Викам, професор, зошто? Па вика, знаеш дека напишавме 21 книга? Викам, тоа знам. Да, многу работа, многу почит, многу разбирање, многу договарање, али и многу работа. Така. Тука е Татјана Чепреганова Чанговска, но имате и двајца соработници, консултанти. Со кои работам секој ден. Така, тоа се исто така мој добар пријател, професор доктор Миле Варчаковски, доктор Славко Кусакац. Чаковски е Струмички зет, така не Струмички зет, а од кај ти е жената, од таму ти е Таму ти е родата. родата, така. Добро. Да, јас сум секој ден со работиме и мислиме пред да поминеме на оваа книга и пред да позборуваме малку за симптоматските епилепсии, ајде да се подсетиме на книгите кои претходеа на ова и на другите две, кои се најнови ваши изданија. Најавивте, само да ги кажам и сметам, те молам, ја те молам да направиме и за тие промоција, као што за ова правиме денеска. Тоа се, значи, уште две нови книги. Едната имам, таа се вика Кортикални малформации и факоматози, многу стручна тема. И другата книга не ја донесо, бидејќи ја сега е упечат, е многу интересна и мислам дека треба да ја посветиме една добра дискусија. Таа се вика Агресија, моќта на човечкиот деструктивен нагон. Мислам дека во мојата земја има огромна доза на насилство во народот и меѓу народот и таа книга е на некој начин темпирана да покаже како здравствено просветување како и на кој начин треба да се однесуваме, почитуваме, разбираме, да имаме толеранција, да имаме флексибилност, да би могле да постоиме како луѓе. Овака со насилство, со агресија, со омрза, со злоба, со љубомора, со параноја, да не зборам многу, дојдовме до еден степен и стадиум да нашето друштво, заклучувам,
je razcepeno, razdvojeno. Ljub, brat, sestra, prijatelji i tako nadam, ne saka da se vidat. Ако прашаш зошто, едниот е на едната партија, на едната страна, другиот е на другата страна, ова е ваков, а не онаков, така натаму. Не спојува нешто и затоа таа книга има една така цел да ги малце систематизира тие работи. Како и на кој начин да се однесува. Еве, уште сега правиме, јас се извинувам, уште сега правиме договор да ја промовираме телевизиски и таа книга. Со Бога напред, така, во некое наредно издание. Денеска дојдовме за оваа книга, што е веќе представивте, таа се вика Симптоматски епилепсии. Тоа да не кажам сам, нели? Тоа е едно капитално дело, на кој ми предходат најмалку 25 години работа. Значи, ова не е од денес, од утре, ова е мелено, плод на долгогодишна работа. И искуство. Зрено да дојдеме до ова книга, околу 300 нешто страни. Предходници на него се сите овие, имам уште многу други, ама не ги донесов сите. Тоа е епилептологија, едно капитално дело исто пред 10-15 години, заедно со Жан Лидман и со Небоше Јович, е покоен, голем епилептолог од Србија. И сметам дека направивме едно изворедно дело кое се уште е актуелно. После дојде пак заедно со Жан Лидман, во кој збора многу за овие симптоматски епилепсии. Тоа е магнетна нуклеарна резонансија во патологијата на мозокот, некаде 98 мислам дека издадено ова. За Македонија беше прво дело, се уште нема такво дело, нали, осим нашто што пишуваме со Дитман. А за да биде разбрана магнетна резонансија, со професор Дитман напишавме 2 книги во рок од 15 години, пардон. Тоа се базични принципи на магнетна резонансија, на книга која треба многу предспрема човек да има за да ја разбере, и не знам колку е читана на ниво на Македонија, али овде имате се што се однесува до тоа како, на кој начин и што е магнетна резонанса, што дава и што можеме да добиеме од неа. Бидејќи се работи за епилепсии, не може да биде диагностиката поставена ако не познавате извонредно добро електроенцефалографија. Една од главните диагностички методи за кои ќе кажеме после. Или да објасниме на гледачите, ако срцето го снимаме со ЕКГ, тоа е ЕЕГ, електроенцефалографија. Електроенцефалограм кој се слика мозок. Имам 2 книги во рок од 20 години напишано за оваа проблематика. Ќе ме прашаш одно зошто, затоа што ти секогаш со подпрашање. Да, затоа што науката, тој што се бави со наука, е многу свесен за тоа. Оди толку напред, толку има новини. Ако вие месец дена, да не кажем еден ден, а месец дена останете без да сте актуелни во тоа што се дешава, веќе сте го испуштиле возот. Така. Да не кажам година дена, да не кажам 1, 2, 3 години. И ние, ова е последната што ја представам сега, ја издавам минатата година, веќе спремаме ново издание кој се вика Enrichi, едисион Enrichi, збогатена едиција, со сите новини кои се десиле во оваа година. Значи, 2 по електроенцефалографија. Во прилог на симптоматски епилепсии, многу важна книга беше ова, некаде 2001 беше, да не сеќавам. Малку подоцна, добро. Да, таа се вика темпорални екстратемпорални епилепсии, заедно со, ако може да го видат Жан Луи Дитман и нашиот млад соработник Татјана Чанговска. Жан Луи Дитман е со мантил, темпорални екстратемпорални е на слушна книга. За да знаат тие што лекуваат, нели, како се лекува, пред неколку месеци напишавме со Чанговска исто еден прилачник со комплетната терапија за симптоматските и за другите епилепсии, заедно со сите други заболувања на нервниот систем.
карт бланш за да влезам во светската енциклопедија беше оваа книга, напишана 96 година во Франција на еден труд од проект од 10.000 пациенти, намерно кажувам. 10.000 пациенти е огромна работа, како е изработено тоа јас знам. И после тоа ми французите предложија да го преточам во книга, се вика Imaging and Epilepsy на англиски, имажери за епилепсија на француски, и там беше карт бланш да влезам во нивната енциклопедија. Значи, што две светски енциклопедии за магнетна резонанца во актуелниот момент. Веројатно германците ќе издават, предпоставувам, ама до сега нема. Иначе шпанците ја преведува ова. Америчка, значи за америчкото говорно, за англиското говорно подрачје, 2 едиции до сега и ние издававме 4 едиции. 2006, 2007, 2012, 2018. И сега спремаме ново издание, Анриши, може некој месец, година дена може. Тоа, значи, станува збор за светска енциклопедија? Ова станува збор за светска енциклопедија посветена на објективна, реална, крајно издржана, стручна диагностика на магнетната нуклеарна резонанца. Ми жал со Македонија. Осим таму дека работам, не ме се користи, многу сознание и многу. Ова да ни личи емисијата, да ни личи студиото, нека биде тука, па да си разговараме. Може така? И може. И на крај би сакал да во овој арсенал од монографии посветени на симптоматските епилепсии, има една книга која ми е многу драга, таа е посветена на пациентите. Таа се вика Епилепсија да се живее со болест. Така. Овде се совети, значи заедно со председателот на Друженијето Епилепсија на Македонија, тој е изворедно момче, кој многу го почитувам, се вика Дејан Буневски, председател на тоа дружение, соработуваме. Он не е лекар, ама е многу одан на ова проблематика и го направивме ова со наши собствени средства, така да речем, не е тоа битно. Овде има се што му треба на еден пациент да знае како да живее со болест. Тоа е добро од проста причина што нели покрај толку голема стручна литература наменета за стручните луѓе, за епилептолозите, за невролозите и така натаму. Невропедиатри, да сите кои се интересираат за оваа проблематика. Сега, мислам дека во Македонијата, ето една реченица ќе кажам, постои табу тема према оваа болест. Јас имам многу големи проблеми. Ако се земале, па има, па деца ќе биде вака, ќе биде вака, што не е точно. Што има само некои заболувања, односно кои даваат и кои јават епилепсија и се наследни. А не значи да, например, симптоматските епилепсија нема врз, а тие се 80%. Скажи ми сега, која е нивната процентуална застапеност. И тоа, ова, има за цел да направи еден quality of life, квалитетен живот на пациентите. И тоа не беше целта и мислам дека во многу успеавме. Колку да спортува, што да спортува, дали да вози, бременост и така натаму да не ве зама. Ето тоа е накратко. Сето тоа што мораше мојата маленкост да го направи пред да влезе во оваа книга која би сакал да ја представиме малце по-конкретно, затоа што кога ја пишував, професорот многу пати ме враќаше за многу пати. Жан-Луи Дитмар. Да ви кажам дека задоволство да се работи со такви големи луѓе, затоа што како дел од таа енциклопедија, го кажувам како се работи, нели? Имаме 6 секретарки. Тие 6 секретарки пратат се што се случува во светот и на ниво на свет, на сите можни јазици, вклучувајќи кинески и јапонски, и го тоа пренесуваат на нас 30 и толку души кои што сме директни учесници во таа енциклопедија. Уште една реченица. Благодарение на тоа што ме хранат и на сите информации, мојата маленкост, Жан Дитмар, напиша 20 на книга со него, а 39 книги вкупно.
Затоа што има многу информации. Па сепак, и покрај толкуте информации, и покрај толкуте новитети на полето на неврологијата и епилептологијата, многу пати сме зборувале, господине Чопреганов, дека мозокот се уште не е доволно истражена зона во човечкото тело. Дали е тоа така? Колку одиме напред? Мислам дека пашенето е сосема на место. Јако човек кој го посвети животот на мозокот, можам да кажам многу работи. Има многу енигми. И не знам дали сум ти ја кажал таа што ми се деси пред едно 30 на години кога се појави компјутерна томографија. Сликаме еден пациент од еден град од Македонија со пола мозок. Половиниот, главниот овој фронтални дом беше черепот циста. Човек го завршил факултет и работеше на одговорно место во еден од градовите на Македонија, на рекордно место. Добил еден напад и тоа беше причината да дојде. Да не должам. Го сликам, го спремам и го прикажувам на еден конгрес светски невролошки во Америка. Председавачот беше француз и еден јапонец. И откако го представи јапонецот, само прашаше од што е починал човекот. Бидејќи немаше пола мозок. Ја викам, а ја има флип сликано разговор со него. И му го пушти, викам, не, човекот е жив. И човекот работи најнормално секој ден. И мојот француз вака каже. Стана некој, подпраша нешто, нели, ќе голема аудиторија, каже вака, драги колеги, одговарат на твоето прашање. Гледате ли дека во многу случаи сме немоćни и немаме одговор? Дајте ми одговор на ова што го гледате, како тој човек живее. А нема половина мозок. А нема никакви симптоми, осим еден епилепсија. Значи, одговорот на твоето прашање е апсолутно точен, има. Поготово тој емотивниот мозок е многу енигматичен, мозочното стебло, кортексот исто така е за мене многу енигматичен. Јас ќе кажам после за епилепсијата што се дешава на ниво на кортексот и да не зборувам. А пред се префронталниот лобус. Префронталниот лобус, ние овде сме промовирале една книга, таа се викаше фронтален лобус, клинички синдроми. А префронталниот лобус е тој кој што прави се што ние правиме. Тој е огледалото на нашето его како проекција према надворешниот свет. Значи, се што правиш, ништо нема случајно. Ама како ќе го направиш, зависи од тоа што си ставил претходно во префронталниот лобус. Кратко. Психофизичка обдареност, што го дава мајките природа, воспитание, што го имаш или го немаш, знание, што го имаш, го притежаваш или го немаш, а мислиш дека знаеш, параноја, што е многу често на нашата земја, и инкорпорација на морал, на етика и на социјални и на духовни норми. Тоа се тие 6 компоненти кои префронталниот лобус ги носи во себе. Ама се уште науката не може, одговорот на твоето прашање, да ги разреши тие енигматични состојби. Пример, кажуваш, сакаш да кажеш нешто, ако си созреан, он ти крати. Ти крати лобусот, вокабуларот и мисловниот дуктус ти го пресекува. Ова не сме да го кажеш. Се прашам зашто. Така. Затоа што си созреан. Затоа што имаш знание во себе и знае тој да процени, ама која е таа сила, кој е тој момент кој го проценува тоа. Јас имам еден лаички одговор, не знам вие колку стручњаците сте дале одговор на прашањето зошто функционирал човекот со половина мозок. Јас имам лаички одговор на тоа, веројатно и ние кои имаме цел мозок во главата, го употребуваме само половината или дури помалку од тоа. Целиот? Се шегувам. Добро. Господин Чопреганов, ајде, едноставно е невозможно ни за еден разговор, ни за едно интервју, ни за една емисија
да кажеме, се што содржи оваа книга Симптоматски епилепсии, но чинам дека доволно е низ неколку прашања да ја прочешламе истата. Да чујам. Така, ајде малку да позборуваме за класификацијата на епилепсиите. Да, значи симптоматски епилепсии се дел од класификациите на епилепсиите. Ја ќе ја упростам. Класификацијата е многу сложена, ја ќе симплифицирам на три големи групи. Симптоматски 80%, идиопатски 15 до 20% или суи генерис и така наречени криптогени од 0,5 до 1%. Идиопатски се тие за кои се уште не ја знаеме етиологијата. И викаме суи генерис, сами од себе. Работа. Многу, да не замараме, има молекуларната генетика направи енормен прогрес и се надам во идните години ќе имаме доста решение. Симптоматските се резултат, самото име кажува, на некаков процес кој се слушува во мозокот. Него викаме лезија, повреда. Може да биде траума, може да биде тумор, може да биде воспаление, може да биде дегенеративна болест, може да биде васкуларна болест, може да биде паразитарна болест и може да биде експанзивен фактор, тумор. Значи, сите тие фактори и може и постојат едни така наречени проконвулзивантни материи, лекови, кои дават напади. Таков е алкохол, такви се другите. Канабисот, овој што го сега лансираат, нели, као бил безнословен. Се надам не и цигарите. Да, ако препушите, може да добиете напад. Да? Ако препушите, може да добиете напад. Значи, сите тие спајат во како симптом на нешто што се дешава во мозокот и што дава епилепсија напад. Тоа е основната цел на оваа книга. Опишани се сите тие фактори, до поединости, до сите специфичности и даден е начинот како анатомоморфолошки да ги нив диагностицираме, да ги објективизираме, да ги дефинираме, за да би могле да ги лечиме полесно пациентите. Сега, реков, 70-80% се симптоматски, од тие 70% се темпорални. Осакам, колегите веројатно во Македонија не го знаат. 70% се темпорални, затоа што темпоралниот лобус, идеалната регија, да не замарам со многу медицина, или како викаме уште лимбичен систем, или емотивен мозок, е палеокортекс. Тоа е стар кортекс. Он нема 6 слоја, он има 3 слоја. И како незрел, затоа се смета дека е многу епилептоген. Што ми е мислата? Значи, ако гледаме епилептогеноста на мозочниот кортекс, епилептогеност значи способност да створи епилептичен напад, да кажам одма, денеска медицината, епилептологијата потврди дека нема епилептичен напад без пирамидна клетка. Тие смесени во третиот, во четвртиот и во петиот слој на мозочниот кортекс. Тука се. На обвивката, така? Обвивката. Она што е околу мозок. Не сите кортикални регии се исто епилептогени, а тоа зависи од богатството со пирамидни клетки. Пример. 87% темпорален лобус, 80% централните регии, париеталните, околу сулкус централис, 30 и нешто % фронталните и само 0,5% окципиталните. Има огромна разлика меѓу во епилептогенство кој зависи од пирамидните клетки. Сугенис реков 20% и криптогените полека поминуваат во симптоматски, затоа што јас кога почнав епилептологија пред 60 години, криптогените беа некаде околу 20-25%. Од нив голем дел поминава во симптоматски епилепсии со новите диагностички методи. И сега има еден фактор кој сакам да го потенцираме, а тоа е дека за жал бројот на болни од епилепсија во светот полека, ама сигурно расте. Дали завршивме со класификацијата? Не сме завршили. Добро. Ти морам да го објаснам тоа. Прашањето ти зашто? Добро. Има три главни фактори.
Првиот фактор е продолжената старосна граница. Јас мислев дека според сценариото за епилептогените фактори ќе позборуваме малку подоцна. Не, после ќе говориме тоа. Значи, продолжена старосна граница и имаме дегенеративни болести. Добро. Второто е, имаме многу сообраќај и травматски промени на мозок. И третото е мултивитаминска каренца, го викаме биафра, децата нема што да јадат и имаат енцефалопатија во мозокот и имаат напади. Значи има фактори поради кои бројот полека, ама сигурно оди напред. Кога почнав епилептологија беше 0,5%, сега е 1%. И се смета дека во светот, ако има 7 милиарди, 200, 300, 500 милиони, не се знае бројката точно, има некаде над 70 милиона пациенти болни од разни форми на епилепсија, плюс минус 5%. Македонија, околу 20.000, плюс минус 5%. Добро. Ето е личната карта. Ето реков е лична карта. Моето следно прашање беше личната карта. Следно прашање беше тоа, тоа е лична карта на епилепсијата. Значи помина и тоа прашање. Помина и само не помина ова. Добро. Да, во сите цивилизирани земји, во кои има прави реформи во здравството, каде има пари и има реформи, се прави така наречен cost-benefit. Тоа е број на пациенти, потребни испитувања, хронична терапија, што се дава и се добива средна вредност колку тој пациент ја чини земјата во една година. И од тоа се прави буџетот на земјата. Према тоа се рачува за сите болести. Што ние не го правиме. Зборувавме за ние правиме се импровизација. Зборувавме за класификацијата на епилепсиите, зборувавме за личната карта, како што веќе рековте, или за епидемиологијата, така? Ајде сега за епилептогените фактори. Иако начнавте нешто. Јас нешто начнав и ги кажам, значи кај симптоматските епилепсии постојат директно ангажирани епилептогени фактори кои прават епилептични напади. Сите се опишани овде по ред. Проси туморите ставени, па се ставени, јас да не импровизирам, нели, прво име тумори, па имам после тоа траумите на мозокот, па има инфекции на мозокот, па има васкуларните хемораги и имаме тука. Промовиравме книгата Мозови хемораги пред години нешто дена. Па имаш инфекции, па имаш васкуларен леков, па имаш факоматози за која направивме цела книга. И една голема партија се викаат кортикални малформации. Тоа сум должен да дадам неколку објаснувања. Кортикална малформација е состојба патолошка која настанува за време на бременост. Со една реченица. Не да травматизирам, да превенирам. Многу е битно како мајката која го носи бебето ја поминува бременост. Дали зема лекови и кои? Не треба да зема. Дали имала температура и зошто имала и да гледа да не дојде. Некојаш мора. Значи, што помалку лекарства, што помалце трауми, затоа што во така наречениот период на органогенеза на кората на мозокот настануваат малформации по името на дисплазии, на лизенцефали, да не замарам, шизенцефали, хетеротопии, тоа се огромни групи на промени кои дават фармакорезистентни епилептични напади, кои се не се лекуваат. А за жал сите тие одат и со еден ретард ментален, за останување ментално. Тоа е негативната страна на епилептологијата. Покрај тој фармацевски дел, постои ли опасност за епилепсија кај новороденото бебе ако трудната жена е изложена на стрес, на секојдневен стрес? Тоа ме интересира. Апсолутно, па тоа го зборам. Значи, мајката треба да биде во една фина, релаксирана состојба. Што порелаксирана, што помирна, што поспокојна, без стресови, да не кажам, без било какви други болести, без земање на лекови.
Затоа што сето тоа има огромно влијание во матурацијата, development, како викаат англичаните, development да серву на мозокот, во развитокот на мозокот. Тоа е таа органогенеза, многу важно и ние, она книга што ја најавив, таа е цела книга, се вика Кортикална малформација и факоматоза, посветена на тоа, баш тоа ми беше целта, тоа ни беше целта на лекарите да им укажеме, оти многу малку лекари пазат на тоа, а тука се лиферуваат пациентите. И многу голема партија е посветена на така наречените хипокампални темпорални епилепсии, која реков имаме цела книга. Сметам дека е еден од најголемите проблеми во епилептологијата, бидејќи 70% од симптоматските епилепсии се темпорални. Тоа тие епилептичните фактори. И преска споменав, само ќе кажам, има многу материи кои се проконвулзивантни, кои стварат епилепсични напади, имате антибиотици, пеницилина, пеницилин. Не ги набројам да не травматизирам, али имате многу фактори и затоа треба да се избегава така наречената таблетоманија, се взимат нон-стоп лекови, нон-стоп, и да се избегава така наречената полипрагмазија, тоа е взимање на повеќе лекови, затоа што во организмот постојат така наречени интеракцион медикаментоз, ги викаат французите, интеракции медикаментозни. Лек со лек ствара нов лек кој е отровен и опасен. Добро. Многу малку се знае за тоа во Македонија и полипрагмазијата е многу честа работа. Она што ме интересира, господин Чопреганов, е кои се диагностичките методи за откривање на епилепсијата и колку во нашава земја тие диагностички методи одат во чекор со методите во светот, во Европа и светот? Да, за да се постави, значи, секојаш, кој ќе има напад, треба да се постави диагноза. Оти, морам да разграничам. Секој жив створ, да речем, на мајка да земе плен да може да добие епилепсичен напад. Бидејќи епилепсичниот напад е молња во мозокот. Тоа е акумулација на биоелектрични струја на ниво на мембраната, прсне, молњата направи напад. Али тоа може да се деси поради неспиење, поради алкохолизам, поради ова што рековте пушење, поради дроги, поради стресови, поради премора, физичка, психичка и многу други фактори. Ама тоа не значи дека пациентот има епилепсија. Добил една криза, епилептична криза, која била една и него се најдобила. Ако паси. Ако има хронично повторување поради некаква лезија, тоа се ја напише на таа книга, симптоматски епилепсии, онда веќе зборуваме за епилепсија како болест. Тоа е хиперекситабилитет на една огромна популација на неврони во мозочното ткиво која ги прави епилептични напад. Меѓутоа, секогаш кој ќе настане нападот, треба што да направиме? Треба да го тоа диагностицираме, треба да го објективизираме, треба да го дефинираме. Јас многу пати сум ставен, добил напад, добил пациент, нели? И се вика, ама, нас ти кажеш дека има епилепсија. Да, добил напад со губиток од многу причини, не сакам да ги споменувам, само се јасни. Бидејќи ова е табу тема, иако во македонската средина се чува дека има епилепсија, нема да добие работа. Неќе може да се и така натаму, да не набројам. Што е потpuno неточно. Че таа не е наследна. Да видиш каква форма, која форма. Значи, треба да се диагностира. И ако јас со сите методи, тоа беше целта, да го кажам, со сите методи кои ми се достапни, ќе ги набројам сега, не дојдам до некаков резултат на лезија, има лезија да не е позната, има напади, даваме превентивна терапија, ама гледано напред, тоа е со многу подобра прогноза. У односу на тоа ако има, например, тумор, ако има крвара и така натаму. Дека има органска лезија во мозокот, која и понатаму ќе дава напади.
а овде не сме нашли ништо. Значи, на прво место е од тие диагностички методи електроенцефалографијата, за која видовте има напишано 2 книги, заедно со Чанговска, со мојата колешка, метода која покажува, да не зборам многу да зборам за тоа, али таа не во сите случаеви, и тоа може би некаде 50% го дефинира фокус, посебно ако се работи за централцефални, генерализирани напади и за фокални напади. Да не зборам многу можам за тоа да зборам, и тоа е посебна проблематика. Од 74 година се право на граѓанство доби компензирана томографија на мозокот, со која гледаме внатре во мозочните структури, анатомијата и морфологијата, а 86-та магнетна нуклеарна зонација. Методи кои направија револуција во сите диагностички сфери, ама посебно во епилептологијата. Зашто? Затоа што ја гледаме анатомијата и морфологијата на мозочните структури и што има внатре. И како таа промена, лезија, го напаѓа кортексот, пенетрира во него и дава епилепсија. Морам и ова да го кажам, бидејќи за таа метода, веројатно некој експерт, ако ми даде право, на ниво на светот да напишам партија, нели, и да учат сите од неа. У првите неколку години, десетина години, првите наши, можда 2 книги би рекол, третата е веќе напредната, рекол 2006-2007, беа само за анатомоморфологијата на мозокот. 2012 веќе влеговме во метаболизмот на мозочните структури. Па имаш спектроскопија, набројам, DTI, diffusion tensor imaging, па има imaging дифузија, па има функционален brain imaging и така натаму, да не бројам, има многу методи кои се многу специфични и навлегуваат во метаболизмот на мозочните клетки. Тука мислам дека науката во идните 10-15 години ќе направи огромен прогрес. Огромен прогрес. Навлегува без боцкање, без отварање на черепот, внатре во структурите на мозокот. Голема работа. Например, спектроскопијата, имате еден рој, се вика region of interest, на здравата и на болната страна. И вие гледате разликата во метаболитите кои се внатре во тоа делче што се го избрале. Значи, нема потреба да го боцкате, тоа више ткивна биопсија. Значи, ви правите биопсија со компјутер без да го боцкате пациентот. Огромна работа и мислам дека иднината ќе покаже, ќе даде многу нови работи. И предпоставувам дека во нашава земја диагностиката е на база на електроенцефалографијата, компјутерската томографија и магнетната резонанса, така? Ние директно сега да не испадне дека другите не работат систина, работат и на клиника и работиме сите овие методи кои ги споменав. И DTI, и спектроскопија, и функционална, и така натаму сите методи кои се за објективизација на еден фокус епилептоген. Не би можел да кажам дека Македонија е многу назад, таа е одма испод горната граница. Ама сепак е назад, така? Па сепак е назад, ама рецимо имаме веќе доста апаратури. Или ајде да го лоцираме проблемот на ниво на Балканот. Тука сме некаде? Па тука сме некаде. Јас имам балкански епилептолог со мене, имам француски епилептолог со мене. Бугарите ми викаа повеќе пати на некои предавања, сум ги видел каде се. Не ни бегаат, не и бегаме, србите се тука, хрватите почнаа сега да прават малце некои операции, нели, што ние сме многу далеко од тоа. Значи има еден искорак малце преднат, би рекол. Румуните не би ги посебно пофалил, ама мажарите да. Бидејќи они работат и хируршки третман на епилепсија. А за тоа треба голема припрема.
И од Австрија нагоре више ситуацијата е подобна. Значи, сме во корак, го следиме тој корак, ама се уште не сме рипнале на врвот. Така. И логично е, господине Чапреганов, после диагноз... Чак и Грција е пред нас. Добро. Значи, логично е после... И Турција. Извини. Логично е, по трет пат ке се обидам, логично е после диагностичките методи да позборуваме и за терапијата, на кој начин се лекуваат епилепсиите кај нас. Воопшто во светот, слушнал дали е тоа така, дека станува збор за многу скапа терапија. Така ли или не? Веројатно најважниот и најбитниот дел, нели, затоа што пациентот тука треба да му помогнете. Така. Прво, фармакотерапија, има арсенал од антиепилептици, стари, класични, нови и така натаму, секој ден излегуваат. Мислам дека прво треба добра диагноза и да се утврди дали е идиопатска, дали е фокална, дали е симптоматска, да каков тип на епилепсија се работи. Многу греши човекот и ако ми некој напише епилепсија диагноза, јас се лутам. Затоа што има многу епилепсии. Има разни форми на епилепсија. Не исто миоклона епилепсија, не исто абсанс епилепсија, не исто фокална мотора сензитивна Джексоноција, да не замарам. Напишам многу книги за тоа. Секој има своја поединост. Треба да ја објективизират. А секоја објективизирана и дефинирана форма има посебна терапија, специфична терапија. Од имате лекови, например, ако вие кај една абсанс епилепсија дадете тегретол 4, зло стојбата. Така. И други грешки има, многу кои гледам секој ден. Зато што за колегите се епилепсија, не случајно. Значи, медикаментозната терапија е одлична, во последните 10 години има така начина стимулативна терапија. Ја има ли во нашата земја? Не, стимулативна терапија не. Добро. Стимулативна терапија нема ни на Балканот, има во Италија, од Италија нагоре. Иначе тука нема. И има пациенти кои што можат да бидат третирани хируршки, меѓутоа не сакам погрешно да бидам разбран. За да дојде до хируршки третман на еден пациент, тој треба да биде многу добро, многу темелно, многу објективно, многу сериозно испитан. Затоа што со операцијата може да му се влоши состојбата. А на прво место меморијата. Ако ми земете меморијата, а сте го ставиле без напади, ништо не сте направили. Значи, тоа е тим, пример. Сум јас. За 3, 4, 5 години колку работев во тој центар во Франција, припремив колегите околу 300 пациенти за операција. Од тие беа оперирани само 30. Да. Че другите 290, односно 270 не беа. Затоа што тимот кој одлучи дека со таа операција може да му се наштети на пациент. Тоа е околу терапијата. Меѓутоа мислам дека 80% од пациентите се денеска добро контролирани. Така. И чинам дека ги исцрпивме оние најглавни прашања кои се поврзани со оваа книга симптоматски епилепсии. Тоа би било. Да, тоа би било се. Останува само да ви честитам на оваа најнова ваша книга. Се договоривме во некоја блиска иднина да ја промовираме и другата, нели? И се надам дека во најбрзо можно време ќе ја дочекаме и јубилејната 40-та книга со вашиот подпис, со подписот на Методи Чапреганов. Ке биде тоа, нели? Бог да дава здравје, да ме чува паметот. Така. И да земе Методи напред. Така. Јас ви благодарам за гостувањето во емисијава и посакувам уште многу вакви издања на задоволство на пациентите ваши кои ги имате, дај Боже да ги немате, дај Боже да немате потреба да работите тоа што го работите, ама тоа е што е, нели? Ви благодарам уште. Додека постојат живи луѓе, ќе ми болести за жал.
Благодарам, господине Чапреганов. До следното видување. Бидете ме здрави и живи. Бог со нас, да вас здрави. И сакам тая книга за агресијата да ја промовираме. Така. А крчкам нешто, не сакам да го издадам. Тоа би било љубов и планетарна совест. Ви благодарам. Одиме понатаму, почитувани гледачи, со емисија